Брза реакција на институциите по објавеното отворено писмо од семејството Доневски до премиерот Никола Груевски, во кое мајката на Мартин Доневски имаше повеќе забелешки околу исполнувањето на одредени социјални бенефиции и права. Министерот за труд и социјална политика Дима Спасов уште истиот ден ја прими мајката во министерството, при што се разговарало за нејзините забелешки наведени во писмото, како и за нејзините сугестии и проекти кои се реализираат, а се во насока на поддршка на луѓето со пречки во развојот. Семејството Доневски се стекнало со право за помош и нега на трето лице, а во процедура е истекнување на право на мобилност. Ние уште кога го видовме писмото, интервениравме, го лоциравме предметот. Жената денес го доби решението за остварување на парично право на помош и нега од трето лице од повисок обем, без потреба од повторна обнова на документацијата, односно трајно парично право кое што ќе го остварува за своето дете кое што е со церебрална парализа од околу 4300 денари месечно. Дополнително во процедура исто така и барање за остварување на парично право за мобилност од околу 7000 денари месечно, кое што очекувам во текот на следната недела да се заврши целосно процедурата и да добие дополнителна финансиска поддршка од околу 7000 или пак вкупен износ од околу 11500 денари. Исто така на состанокот се разговарало и по однос на забелешките кои мајката на Доневски ги имала околу системот за остварување на овие права и во делот на трансферот на посебен додаток кој го остваруваат родителите на деца со пречки во развојот до 26 години. Процес кој не е променет во изминативе 20 години, во смисла на предизвиците со кои се соочуваат родителите при трансфер на ваквото право и процедурите кои се потребни и трансферот на ваквото право во право за помош и нега на трето лице, кога овие деца ќе наполнат 26 години, како и остварување на правото за скратено работно време, односно на доместок за скратено работно време на родителите на деца со пречки во развојот. Именно до сега го остваруваат сите родители на децата со пречки во развојот право на паричен надоместок од околу 4800 денари за скратено работно време за децата до 26 години. Ние и во комуникација со неколку здружени и национални сојузи имаат барање да се продолжи време траењето, односно офатот на родителите кои што имаат и постари деца со пречки во развојот. Веќе го анализираме, го разработуваме како постапка и очекувам во наредниот период да доставиме предлог до владата на Република Македонија и некаде во 2016 година да се реализира ваквата можност. Исто така на состанокот било договорено и средба на родители кои имаат слични предизвици, се со цел да се слушнат нивните потреби, сугестии и предлози и да се земат во предвид при реализација на програмата на работата на Министерството и на владата на Република Македонија. Сето она што можеме да го реализираме и да го направиме покрај бројните проекти кои што во моментот ги реализираме и покрај зголемувањето на паричните права кои што ги реализиравме оваа година со оглед на фактот дека посебниот додаток го зголемивме за примателите на социјална и постојана парична помош, сите родители кои што се корисници на социјална или постојана парична помош, а се родители на деца со пречки во развојот, добија зголемување од 25%. Минатата година направивме зголемување за самохраните родители на деца со пречки во развојот, го зголемивме ова парично право за 50%. Позитивната страна е кај повозрастните, оние кои што се на 26 години, а се со пречки во развојот, покрај тоа што оние деца кои што се со церебрална парализа, бидејќи истите и се движат со помош на инвалидска количка, им следува и додаток за мобилност, право кое што го реализира владата на Република Македонија од 2012 година. Тоа е дополнителна финансиска поддршка од околу 7000 денари.